Бранко, уште една студена ног во очајна трка со времето да се спасат што повеќе заробени луѓе по дурнатините минаа спасувачките тимови во Турција и во Сирија. Последниот биланс вели дека 7800 луѓе загинаа во земјотресите, а Светската здравствена организација предупредува дека повеќе од 23 милиони луѓе според прогнозите ќе бидат директно погодени од катастрофалните земјотреси и последиците кои што ги носи тоа. Светот нанозе, Црвениот крст ги активираше речиси сите механизми за хуманитарна помош и поддршка на оваа тема со Сузана Тунева-Пауновски. Благодарам за позитивниот одговор. Знам дека имате полни раца работа овие денови, но рете да кажеме и што точно се прави на терен. Ги активиравте сите механизми за хуманитарна помош, во редовна координација сте со Црвената полумесечина? Така е. Значи, пред се сакам да кажам дека се работи за еден систем кој што си постои, а тој систем значи дека по случување на некоја природна катастрофа или катастрофа предизвикана од човекот, системот функционира на тој начин што координацијата оди преку Женева, односно Будимпешта, тоа се нашите канцеларии регионалната и централната, а тука секако во корелација со Турската црвена полумесечина која што дава сигнали што е тоа што ние како делови од движењето на Црвениот крст можеме да помогнеме. Така да навистина сметам дека Црвениот крст има доста големо искуство и во случајов во Турција се работи за едно национално друштво, Турска црвена полумесечина, која што посебно во делот за одговор при катастрофи, природни катастрофи се многу добро опремени и добро обучени и честопати ние сме имале со нив заеднички акции. Она што пред малку го кажа дека навистина правиме се што треба како и се досега. Рековме дека сме една нација која што многу е сензитивна и брзо реагира на таквите, да кажам, потреби и повици за помош. Меѓутоа во целата оваа приказна навистина треба да бидеме реални и практични. А тоа значи дека сите ние овдека заедно во нашава мала држава треба да ги следиме инструкциите од оние институции, односно пред се од Црвениот крст како главна водечка хуманитарна организација во овој дел, што е тоа што ние треба да направиме за да бидеме ефикасни во давањето на помош. И што е тоа што треба да го направиме, Сузана? Имаме импровизирани пунктови на кои што може да се донира хуманитарна помош, но во текот на вчерашниот ден слушнав дека има сериозен проблем со царината и транспортот нивен до Турција. И сега што е подобро? Да се донира ваков тип на хуманитарна помош или да се донираат парични средства на сметките кои што се активни и постојат, а ќе ги замолам и од режија да ги видиме? Значи, навистина сметам дека треба да се биде практичен, како што пред малку кажав, а тоа значи дека колку е подалеку земјата која што има потреба да добие помош од наша страна или од било кој друг, треба да се биде практичен и да се донираат средства, финансиска поддршка да се даде на отворените телефонски линии на Црвениот крст, кои што се исклучиво за таа намена отворени и секако сметката на фондот на солидарност. Ние сме доста транспарентни, така да ќе направиме пресек 2 пати во неделата колку средства се собрани, така да граѓаните ќе бидат информирани што е тоа што се прави и на крај кога сите тоа ќе се префрли на сметката, дали ќе биде во централната канцеларија на Турската црвена полумесечина во Анкара или во Газиантеп, нивната општинска организација, секако тоа ќе го одлучи координативното тело во Турција. Практични треба да бидеме да донираме финансиски средства. Значи, 100 денари е еден повик. Тоа значи дека исто чини и она што, например, некој ќе сака да кажеме да го купи, да го однесе на тој пункт. Зборувавме вчера дека навистина е тешко да се однесе хуманитарна помош во региони кои што се далеку од нашата држава. И тука, значи, имаме еден парадокс. Ако еден шлепер со вода чини 2000 евра, транспортот е 6500 евра. Како ќе се пренесе оваа хуманитарна помош? Тоа сакам да кажам. Значи, ние имаме 8500 евра трошок, значи 2000 евра е помошта, а 6500 е транспортот. Дали не е подобро ако имаме 10 шлепери, 85.000 да се дадат во регионите кои се погодени, да се опремат неколку градинки, затоа што на овие луѓе ќе им треба понатаму. Значи, помошта не се случува сега. Сега сме во период на спасување на човечки животи. Сега сме во период на сочувство со тие луѓе кои што навистина изгубиле драги членови на своето семејство, се соочуваат со шокот што им се случува. Па потоа доаѓа период на рехабилитација. Тој период е многу поважен, заради тоа што тука се луѓето во моментот, нели, тие се згрижени, нормално, има проблеми сето тоа да се организира, али во периодот на рехабилитација влегува хуманитарната помош која што на тие луѓе треба да им го нормализира животот. Во меѓувреме, она што е веќе донирано на пунктовите, ќе пристигне ли во Турција и во Сирија? Има ли некаков механизам или некаква поддршка од државата како тоа малку поевтино да се транспортира до таму? Например, кога беа поплавите во Србија, Босна и Херцеговина, Албанија,
Македонија, кога имавме некои такви активности, многу беше полесно, заради тоа што тоа се ни се случува тука негде блиску и тоа е многу поевтино, поефикасно, можеме да бидеме и така. Овде секако ќе треба да се координираме со турската амбасада во нашата држава, со Министерството за надворешни работи, да видиме што ќе се случи, дали ќе има некои ослободување, заради тоа што навистина е тешко да се однесе хуманитарна помош со различни артикли, заради тоа што постојат стандарди кои што нели мора да се почитуваат. Во меѓувреме колкава искористеноста на 143.300? Значи до вчерашниот ден 17 400 се извинувам. Да, 143.400 од сите телефонски оператори, до вчерашниот ден 17.000 евра. Тоа е многу брзо се собрани тие пари. Очекуваме на вистина да има голем одзив, заради тоа што на овој начин ќе бидеме многу поефикасни во поддршката на граѓаните кои што настрадаа во земјотресот во Турција, во Сирија. Ситуацијата е многу исто така потешка, да кажам, нели, тука е тешко и на едното и на другото место, меѓутоа во Сирија имаме еден систем кој што е срушен заради војната. Таму им е многу потешко да се организираат и затоа мислам дека тука исто така ќе треба да бидеме во корелација со Женева и со црвената полумесечина на Саудиска Арабија, да видиме што тука ќе направиме, така да ние како држава и како организација, значи Национално друштво на Црвен крст на Република Северна Македонија, се што ќе собереме, се што ќе имаме нели на располагање, ќе биде пратено таму каде што треба. Во однос на ова што се собира на пунктовите, секоја чест. Значи не навлегуваме во тоа дека ние не сме хумани луѓе. Така сметаат луѓето да дадат, така мислат дека треба да донират, меѓутоа повторно ќе кажам, повикот е да се почитуваат инструкциите за да бидеме ефикасни. Тогаш сме сигурни дека помошта ќе стигне таму каде што треба. Црвената полумесечина е генерално многу добар организиран систем и не чека воопшто за да излезат на терен и ги превземат сите активности. Бидејќи споминавте дека се координирате, има потреба од дополнителни волонтери на терен? Побараа некаква так помош од вас? Па, првичното писмо кое што пристигна од нивна страна, како што беше веќе објавено и преку Организацијата на Обединените нации, преку Меѓународниот Црвен крст, беа потребни болниците, оние што се, да кажам, не се тие мобилни болници се. Потоа тука влегуваат спасувачите, оние кои што навистина се обучени да спасуваат во урнатини и спасувачи кои што можат, нели, откако ќе се извлечат лицата да реагираат. Турската црвена полумесечина има голем број на волонтери обучени за природни катастрофи, имаат и мобилни болници. Не знам колку се сеќаваат нашите граѓани кога беше кризата во Косово и имавме ние мобилна болница на Турската црвена полумесечина која што беше лоцирана во Бојане, така да село Бојане, така да навистина мислам дека се работи за силно и богато национално друштво, воопшто држава која што во однос на Црвен крст, армијата нивна, добро координирани се. Меѓутоа, секоја помош е добре дојдена. И ние, како држава која што има добри релации со Турција, треба да учествуваме во оваа поддршка, меѓутоа пак, да бидеме реални и да бидеме практични. Благодарам за гостувањето во Македонија на утре, информациите за нашите граѓани. Уште еднаш ќе потсетиме на тема хуманост, никогаш не каскаме и добро е што е така, тоа само потврдува колку хумана нација сме, полна со емпатија, но она што го спомена и од Црвениот крст, видот на донации треба најчесто да биде преку трансакцијската сметка и телефонскиот број 143.400, бидејќи тоа е најефикасниот начин и најбезбедниот начин како да пристигне брзо хуманитарната помош. Знам дека имате многу работи кои што сакате да се донесат на пунктовите, но од многу посложениот систем да пристигнат истите во Турција, можеби по безбеден начин е само финансиската помош и поддршка. На крај ќе заокружиме дека и ќе се потсетиме 63-та година по земјотресот во Скопје, нашиот главен град застана на нозе и се издигна повторно благодарение на солидарноста од целиот свет. Причина повеќе и ние овој пат да се покажеме на оваа тема.